Кога се формираат излезните документи, можно да се јави една ситуација да правиме излез на артикол што го нема на залиха. Еве сега ќе направиме таков случај. Купувач не е битно. Артикол 1009. Тој го има на залиха. Еве количина 10. Артикол 1010. Тој го нема на залиха. Артикол 1011. Кога се прави излез на артикол број 1009, ако гледаме неговата картица, имаме влез или попис на некоја дата, имаме излез, се прави одобрување по иста цена или по просечна цена. Артиколот 1010 гледаме дека единичната мера му е црвен, а излезот е по цена 0. Ако гледаме картица, имаме само излез. Значи, овој артикол го носиме практично не го одобрува магазинот финансиски. Имаме излез према купувачот, ќе имаме регуларна фактура, но имаме проблеми бидејќи овој артикол нема цена. И ако вадиме лагер листа, тој ќе биде без вредност. Еве ќе направиме уште еден документ. Значи имаме два излеза, овој артикол. Од двата излеза има цена 0. Ова представува проблем, бидејќи сега ако направиме влез, документите само ќе ги вратам дата 10, претходниот ќе го вратам на 9. Сега ако направам влез, еве нов документ во влез, прием од добавувач, нов, на денешна дата, артикол 1010, количина 50, со цена без ДДВ 10 денари. Сега, ако ја гледам картицата, имаме два излеза со цена 0 и влез 10. Ако гледаме финансиски картицата, еве како ќе изгледа. Значи, поред, бидејќи овие документи се прво направени, тие се со цена 0. Имаме ситуација, значи, моментално на залиха 42 парчиња, а салдо практично останува финансиски исто. Значи, цената не е ова 40, ова и 10 денари, не се префрлени во излезите. Прво проблем е што ова приемот е по постара дата. Значи треба да направиме прием пред овие излези. Ако приемот го ставиме пред овие излези, еве ќе ставиме на 8.6. И сега да ја гледаме картицата. Имаме прием на 8.6. Влез 50 по цена 10, тоа е 500 денари. Излезите пак ни се со цена 0. Значи, не треба да очекуваме дека со самиот влез работата ќе се среди. Цените во излезните документи, овие, се формираат во моментот на креирање на документот и се прави просек од финансиската вредност и количинската вредност. Се добива просечната цена. Во моментот на креирање на овие документи, практично немало количина и затоа нема цена. Откако направиме влез, ако сакаме оваа цена да биде спроведена во излезните документи, треба овде да избереме рубрика корекција на цена и проследи ги влезните цени на излезни документи.
со клик, секаде кај што се појават овие артикли од влезот, ќе се префрли таа цена. Ако случајно сега цената ни е 12, ако ја погледаме картицата, имаме влез 12, а излезите се по 10. Ако кликнеме проследи влезните цени, сите сега ќе ги смени цени. Значи, добро е после ваков влез да имаме, после задоцнат влез да имаме проследи влезните цени на излезните документи. Ќе го избришеме ова, односно ќе го сменим во друг артикл, 1012. Ќе одиме во излезите. Ова беше 0. Ако кликнеме магазинска цена, овој документ наново ќе ја рекалкулира цената и ќе ја постави на 0. Можно е да не знаеме дали имаме вакви негативни цени, односно на цени, артикли без цени, затоа во излез, пред да пуштиме контирање, добро е во документи да кликнеме документи без магазинска цена. Со клик ќе ни даде листа кај имаме проблеми. Значи веднаш не носи кај сите тие што имат цена 0. И треба секој да го анализираме. Ако можеме и рачно да ставиме цената, например, одлучуваме дека тука ќе биде 50 денари, овој документ веќе не е во листата. Ако влезат, ќе оставиме пак 1010. Ако беше на 10, така. Сега ако кликнеме рекалкулирај, просто да ги влезните цени, ќе видиме дека само документите што се после овој документ ја добиват цената 12. И што се пред не ја добиват. Значи, кога имаме малку посложен пример, може да кликнеме стави последна валидна цена. И односно не ни успева, бидејќи документ нема апсолутно никаква информација за цената. Кога имаме поголема количина на документи, вака само влез, ќе обратам датата на 8. Значи, кога имаме поголема количина на документи без магазинска цена, добро е да одиме на првиот документ, кој ни е без налог, без книгосвен налог, и да кликнеме рекалкулирај ги излезните цени. Рекалкулирај излезните цени. Или прво можеме среди непостоечки магазински, или рекалкулирај ги. За сите документи наново ќе направи рекалкулација на сите цени, и тоа само за тие документи кои немат книгосвен налог. Значи, ова е начинот како да ги добиеме цените во документите кои претходно биле 0. Овде забележуваме дека единичната мера е со плаво. Тоа значи дека, ако погледаме излезната калкулација, магазинска вредност е 59, излезната е 60, меѓутоа 60 со ДДВ, без ДДВ е 50,85. Значи, излезната без ДДВ е помала од магазинската вредност. Ова окажува дека нешто можно е да не ни е добро со математиката и продаваме по ниска цена него што би требало. Кога имаме сложен пример на производство со работен налог, значи од сировината оди во готовиот производ, од готовиот производ оди во излезни документи, во ПЛТ и во продавници и во фактури. Со промена на вредноста на сировина, на
сировината, односно ако имаме задоснет влез на сировината, со проследи ги влезните цени на излезните документи, ќе се направи рекалкулација на сите излези на сировините во идните документи, во документите што се после таа дата, а истите ќе се проследат понатаму во работните налози и ќе се проследат во излезните документи од готовиот производ. Значи, имаме едно подлабоко проследување на влезната цена. Значи, од сировината, сите излези на сировините ќе одат, ќе се смени цената, секаде кој што таа сировина влегува во сите работни налози во влезот, ќе се смени влезот во готовиот производ и тие промени ќе се проследат во излезот на готовиот производ према купувачите и према продавниците.